Нека ни е честит и вековит фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој годинава се одржува по 46 пат. Со оглед на состојбата на секаде, го пролонгиравме датумот, чекајќи ги препораките званични заради здравствената состојба на народов генерално во светот и опасноста што не демне. Меѓутоа, почитувајќи го сето она што е препорачано од страна на надлежните институции, се надеваме дека и годинава ќе помине во најдобар ред, ќе го обележиме, без разлика на тоа што се случува, ние мораме да продолжиме да работиме, да бидеме активни, имаме обврска и спрема културата и спрема македонскиот народ, кога станува збор за зачувување на македонската традиција, фолклорот, инструментите и песната. Во вакви услови ние успеавме да биде на рамките не на минатиот годишен, туку на едно уште поголемо ниво и самите си дадоме задача за друг пат, кои ќе бидат подобри условите, да одиме уште подобри. Зошто е работата? Ние имаме една недела покриеност на фестивалот. Значи, од понеделникот имаме предавање, семинарот е на онлайн предавања, кои го држат познати и стручни лица, за тоа ќе ви кажи Горан потоа. Во денеска имаме изложба, еве позади нас тоа е изложба од традиционални или од кога ве гледате како една сопа и носи, и потоа утре ги имаме првата фестивалска вечер. В сабота гледате тука книгите Снегорди, имаме еден семинар, симпозиум на кој ќе учествуваат 11 еминентни стручњаци, етно, кореографи, музиколози, филозофи, кои има своји дела за фолклорот некогаш и денес, и тоа е испечатено, и тоа е многу битно, затоа што секогаш кажувам дека пишаната работа останува најповеќе. И во саботата вечер ги имаме и втората фестивалска вечер. Јас кажав, заборавив дека првата фестивалска вечер ќе биде овдека во Прилеп на Александрија, а втората фестивалска вечер ќе биде, се знае каде, на Рудина. Мора на Рудина, Рудина е недрото од кај што изникна овој фестивал. Значи, како оди се до тоа? Секоја група, една група до друга група, нема да бидат во контакт. Значи, така сте организирани, што иди групата, имаме 7 групи во петок и 6 групи во сабота. Групата иди и се дава маски, ние обезбедивме преку Тритекс маски и му даваме на учесниците, и потоа тие настапуваат, добиваат плакета и награда за учество, и му се дава ланч пакет и си заминуваат. Кој ќе замени групата едната и доаѓа на бината другата група. Да изразам благодарност до Министерството за култура, бидејќи го поддржа овој проект. Секоја година ние секако со поголеми содржини бараме повеќе средства со оглед на ситуацијава. Ние сме задоволни од тие 400.000 денари, така да можеме сите овие активности да ги реализираме нормално, скромни се средствата. Се заблагодаруваме на локалната самоуправа на општина Прилеп. Минатите години добивавме сместување на учесници и ни помага во печатарските услуги. Двете последни години ни даваат по 100.000 денари, така да можеме и со тие средства ни се дополнува и то како ни се од корист да се реализира целосно манифестацијава. Благодарност до локалната самоуправа на општина Долнени, ни помагаат исто со изготвување на сцената, чистење на куќата, улицата во Долнени, улиците до Рудина. Сцената исто подготвена, имаме таму една екипа, имаме добра соработка, така да нема да бидеме во загуба, ви кажав, со овие средства што се, комплетно со сите активности се реализира манифестација. Најпрво морам да изразам едно огромно жалење што поради оваа пандемија не можевме да ги реализираме плановите за
овогодинешното 46-то издание на фестивалот и 8-то поред издание на семинарот за изучување на традиционалните инструменти и песни. Секако имаше и доста иницијатива од помладите кои што претходните години учествуваа, како и од претходните, така и нови деца да учествуваат во овогодинешниот фестивал. Меѓутоа, сето тоа, да кажам, интерактивно учење, теренско истражување мораше да биде занемарено поради оваа ситуација и одлучивме тоа да се реализира преку една едукативна видео презентација, каде што учествовавме јас како раководител на семинарот со одредена тема, значи традиционалната култура во Прилепско поле. Мојата тема беше етнографските карактеристики на Прилепско поле. Потоа професор доктор Родна Величковска, каде што го обработуваше традиционалното пеење во Прилепско поле, и колегата магистер Стојан Чекостов со неговото излагање за традиционалните инструменти во Прилепско поле. Тоа беше објавувано наизменично, значи понеделникот, вторникот и средата на профилот на фестивалот Пеци Атанасовски, каде што имаше доста споделувања, како од разни портали, така и од поединци. Кога се однесува за научниот симпозиум на фестивалот, темата, како и минатата година, така и ова е фолклорот во минатото и денес. Оваа година имаме 11 еминентни учесници, значи од различни струки поврзани со фолклорот, каде што имаат секој објавено свој труд на одредена тема, поврзана, значи, со насловот фолклорот во минатото и денес. Ова ни е втор зборник на трудови под уредништво на професор доктор Родна Величковска. Се надеваме дека овој континуитет ќе продолжи и понатаму.